мора да го запреме масовното иселување на младите, за кое ни зборуваат граѓаните низ Битола, но исто и низ цела Македонија. Имаме план како младите да останат тука, во Македонија, тука да формираат семејство, тука да најдат работа, тука да ја градат својата иднина. ВМРО, ДПМН и Груевски имаат 10 години да го сторат тоа, да понудат пристоен живот и еднакви шанси за сите. Но тоа не го сторија. Тие сметаа дека најважно од се е да ги полнат своите джебови и сметки низ рајските острови. Дури и денес, кога Груевски ги краде идеите од нашиот план, тој покажува повторно дека не ги разбира граѓаните на Република Македонија, ниту нивните проблеми. Иако признава дека минималната плата во Македонија не е доволна за врзување крај со крај, тој повторно нуди незначителни покачувања и повторно ги остава на цедило вработените во текстилната и во кожарската индустрија, токму оние на кои оваа држава не им помогна. Ние имаме план со кој минималната плата ќе ја покачуваме секоја година до 16.000 денари. И тоа ќе важи за сите. И за оние од текстилната, и за оние од кожарската индустрија. Ќе обезбедиме финансиска помош од буџетот на Република Македонија, да им помогнеме и на фирмите да обезбедат екзистенција за своите вработени. Целта на се во ова ни е просечната плата во нашата држава да изнесува 30.000 денари, а младите да добијат директна поддршка од државата преку 10.000 евра неповратни средства за да почнат бизнис и 2 години можност тој бизнис да го водат во стартап центрите низ Република Македонија, каде што ќе имаат бесплатно сместување, нема да плаќаат за комунали, нема да плаќаат за сметководство и сите пари ќе останат кај нив и нивните шанси за создавање бизнис ќе се зголемат.